Имаш доста градежни активности во овој период. А има во секоја општина скоро по две. Значи скоро милиарда и 92 милиони денари моментално имаме склучено договори и се работи. На колку места се гради нешто или се реконструира? Во сите 10 општини. Во Стара имаме на сега моментално две. Так. Едната ја завршивме, сега другата ја почињаме. Во Ѓорче Петров на две се работи, третото ќе отвориме на улицата која пуштаме сега Ѓорче Петров. Во Карпош исто така. Значи котираме во општина Центар, она што е према од Кочураце нагоре, за водораѓente. Во Кисела вода 3, она Борис Трајковски, булевар Србија, но уште една сега, четврток сакаме да пуштиме народни херои за Гревење. Так. Во аеродром ни е трета македонска бригада и булевар Растон. И уште плюс ни остана она кога бевме заедно во Долно Лисиче, ако се сеќавате, реклама атмосферска канализација кој инветивте, кој инветивме сите заедно и рекламе ние аеродром, да го направиме, а Министерството, значи улицата. Так. Во Газивова и ова е тука, улицата Маџари што ја правиме. Да, улица Маџари во новата насела се почнуваме со инфраструктурата Хиподром 2. Таму веќе тие 70 парцели беа продадени, сега одат уште 6 оваа недела и таму инфраструктурата ја почнуваме заедно. Канализација, вода. Следниот мандат добре мост ако се направи, ќе дојде во до новата разум. населба, што е кај спортски центар што го пуштивме. Така, така. Да. Има голем интерес за новата населба. Има 3 минути може да биде да стигнеш. Таму инфраструктурата заедно за Хиподром, а доколку има мост на таму. Значи Бог бутали со. Ова во Ѓорче до крај на јули ќе биде? 26 јули се очекуваме партизанска да ја пуштиме. Да. Одлично. И многу е важно Борис Рафов ја проби. После 4 децении. Текну една куќа, две што стојат, те се Да, Тој 4 Тоа беше улица, сега булевар, така? Сега булевар, луѓето, значи се пресветни што конечно се отвори тој булевар после 40 години. Мака се имотни односи, многу луѓе имаше. 3-4 куќи има многу собственици. И тоа го пуштивме веќе и тоа е услов за да можеме да ја градиме Ѓорче Петров. Она што рекоме секоја општина треба да има минимум по 2 паралелни булевари. Ѓорче Петров се работи, на Борис Рафов ќе се движат. Так, так. Да не беше, тој немаше каде да се движат. По шуторизар и водоводот го правиме. Големи со владата сега. Едниот е кружниот тек во Смилковци, тој е заедно со министерството при крај. Тој е добар затоа што таму се планира новата зона индустријска, има непосредно гасовод. Тој е кај Смилковци, влез излез директно од болницата. Нова клучка. Имаат луѓе во пристап и голема површина имаме кои државно земјиште има доста. Може за индустријска зона. Тоа го пријавивме и ќе се прави план таму за индустријска зона сега заедно со Многу ќе допринесе. Тоа е добра локација. Второ е триангла, тоа е околу 10 милиони заедно канализација атмосферска. Исто тука има околу 7.000 жители. Си има проблем со атмосферската вода и тој не е тековен, тој ќе се работи. Одлично. Водоводот во шуторизар и тој го прирашува. Водоводот шуторизар, кога ќе се Го прирашуваме, остана уште еден дел во проектот не стаја атмосферската канализација. Водата што ќе се излие, во која атмосферска да оди. Ние мислиме во делот фекалната, додека ја прошириме. Кога прилика Се не очекуваш да дозволи, даваш? па есен очекуваме да биде готов. Есен. Да. А таму се чисти теренот за градење на базенот? Да му изчистиме. Отворениот базен во Шуторизар? Помогнавме ние, значи го изчистиме комплетно на општината и помогнавме со оглед тоа што. И сега може да се тргнат тие геомеханички истражувања сега за да може проектот да се направи. Веќе почна да ги истражуваат, а ние веднаш до нив ќе правиме па на претоварна станица, а малку подалек. Сега ни е блиску, малку подалек. Али многу добро место е тоа. Така да комплетно со ова. Во Чаир исто така имаме два путни проекти. Кристо Тодоровски Карпош го правиме и атмосферска канализација, бидејќи Чаир има огромен проблем со поплавување. Со ова атмосферска канализација која што беше скоро милион, падна на доста ниско и ќе се овозможи скоро километар и нешто и ќе се овозможи да се намали проблемите при поголеми дождови во општина Чаир.